проклета пеколна стапица. Сигурно сум бил таму заглавен со недели. Но како и да е, преживеав. И не смеам да застанам овде, треба да продолжам со својот пат. Бидејќи таму сигурно чека некоја нова надеж. Премногу сум уморен. Се движам како полжав. Се околу мене треви, дрва и некои овци. А? Село? Интересно. Немаше никаков патогас на километри наоколу. Кој е ова место? Се напијам барем малку вода. Се одам. Чудни куќи, прв пат гледам вакви градби. Каде се наоѓам? Здраво на сите. Јас сум Никола од NLG MKD Channel и денеска ќе ви ја представам мојата мапа. Ова е прво видео кој што го објавувам за да ви представам нешто. Се надевам дека ќе му уште повеќе и да не ви досаѓа многу со зборење, што треба да разгледам оваа мапа, што ја имаше на почетокот на краткото филмче што го направив, колку да ве воведам со приказната на оваа мапа. Се надевам дека ќе ви се допадне. Време е да го разгледаме местото. Па е, дојдовме на почетокот од селото кај што се наоѓа оваа чешма. Тука има еден пат кој што води до селото. Као што гледате, подсетува на македонските села. Но не многу, например крововите се малку чудни за да изгледа на македонско село, но земав инспирација. Така да има куќиња, сено, бавчета и нивите се блиску до селото, као дел од самото село. Ова почнав да го правам како мапа за преживување. Се уште може да служи како мапа за преживување, ако ќе биде прелесно да преживувате овде, бидејќи имате повеќе од потребните услови. Но доста ви досадувам со тоа да разгледам едно од овие куќерки. Сега влезем во оваа куќерка, па ќе продолжиме како беме. Значи, куќаркиве се широки 3 на 5 блока. 3 широки, 5 долги. Натре се минимални, че го имаат само најосновното. Гледав да го искористам просторот максимално што може. Одека имате, исто како што реков, повеќе од основните работи. Дури овие досадни селани со кои што може да тргувате, за да земете некои ајтеми. Го имате ова мало пристаниште, не е ништо посебно, но сепак пристаниште како пристаниште ќе обслужува својата цел. Тук имате како место за ковање со малку ресурси расфрлени наоколу да го доловат моментот и оваа печка овде. Тука имате као уште заливи од ресурси, као јаглен, дрва. Ова е мала штала, кој имате оседлан конј и магаре, кој што се надевам дека добро ќе послужат,
како го играте ако Survivor мапа. И по скаливе нагоре ја изградив оваа црква за да го добави тој момент. Оваа црква е поприлично мале, као што се црквите во нашите села. Тие се така со помала димензија. И мислам дека направи доста автентично да изгледа како на оригиналните цркви. Така овде како има овој портал кој што води до оваа извисшеност и до овој вустер. Пробав да направам некоја имитација на дрворез за местото за палење свети. И како што приметувате од овие досадни селани, може да забележите дека дрвезот има оваа форма на крст. Тук има како мала просторија која што има enchanting table и crafting table и два големи ковчега. Мислам дека е повеќе од доволна. И гледав да биде оваа мапа доста естетски убава. Дури и да не играте Survivor на неизе, да ви биде интересна. И да имате инспирација од неизе воедно. Повеќето мапи што ќе ги правам ќе бидат со некоја позадина, како сценарија, како оваа, например, некој си изгубил и го нашол селото или живеел тука. Ова село има тајни, тука има една мрачна пештера. И од неизе има некоја чудна светлина, се надевам ќе откриете што е, ќе ми кажете. И тука има гумно. Гумно го имало најчесто во нашите македонски села и служило за обработување на пченица. Ако сакате поиќе информации, мислам дека треба да ги прашате вашите баби и дедовци. Веќе ја не знам баш толку добро да ви објаснам за тоа. И повторно се враќаме од кај што почнавме. Ова е селската чешма. После ова моје зборење има мало слайд-шоу и се надевам дека ќе ви се допадне оваа мапа многу. Јас сум Н од NLJ Макадо Channel. Се гледаме до следното видео. Peace out!